тема на ваша страна, иако повод за оваа емисија е пред се здравството и идејата на пратеникот Илија Димовски клиничкиот центар да се гради во општина Петровец. Сепак ќе почнам со крајот од најавата и денешната средба Димитров Кодзијас во Виена. Она што последно од таму е дека Нимица дал следнава изјава: интензивни разговори, охрабрувачки, двете страни се многу посветени на изнаоѓање на решение. Преговорите ќе продолжат наредните недели и во текот на оваа емисија, доколку ја имаме изјавата и тонски, секако ќе ја видите. Добро вечер за моите гости, господја Јагода Шахпаска од СДСМ и Илија Димовски од ВМРО ДПМН. Благодарам што се согласивте да дојдете двајцата во студиото. За почеток, како што кажав, како вие, Неве Шахпаска, ја коментирате изјавата на Нимиц, колку е таа оптимистичка и колку навистина овој пат може да дојде до решение, се интензивираа разговорите, сведоци сме на тоа? Ние реално сме оптимисти дека конечно овој деценески спор со нашиот јужен сосед околу решавање на проблемот со името, еден апсурден проблем кој сепак мораме да го разрешиме, е во насока дека ќе има позитивен исход. И сметаме дека за ова е прашање за кое имаме консензус дека треба да го решиме заради тоа што е услов и за влез во ЕУ и НАТО. Јас тука ќе одам признание и на обидите на сега ВМРО како опозиција, која додека беше владеачка гарнитура правеше обиди во годините наназад да го реши овој спор, како и сите влади во изминатиот период. Меѓутоа, со оглед на динамиката на дипломатската активност на преговорите кои што течат со овој интензитет, ние очекуваме и реално сме оптимисти дека би имало позитивен исход. Димовски, колку вие сега како опозицијата со оглед на тоа што сте го поминале овој пат, мислите дека има реална шанса ваквите интензивни разговори да вродат со плод, затоа што очекувана е средба министерска во Солун, потоа пак ќе се видат во Софија и... Добро, тоа трае неколку месеци наназад. Јас не сум толку голем оптимист како господјата Шахпаска дека овој проблем ќе се реши, заради тоа што суштината на тој проблем не е името. Суштината на тој проблем е многу подлабок, има карактер и на прашање на идентитет на нас како македонци во Република Македонија, но и внатрешно политички и етнографски проблем на самата држава Грција. Тој е внатрешен проблем на Грција. Всушност, решавајќи го, условно кажано, нивниот проблем со нашето име, тие решаваат внатрешни проблеми во Грција, кои што се повеќе слојни. Мислам дека се уште ние како политичка општествена елита немаме расчистено со концептите на грчката држава, која што е многу посериозна држава, многу постара држава, многу посериозно изградена од нашата држава, за жал. Немаме уште расчистено и не можеме да допреме до длабочините на нивната стратешка промисла, дали тие имаат генерално позитивен концепт за опстојување на Република Македонија и на македонскиот народ. Мислам дека има големи и длабоки дилеми околу тоа и мислам дека сето ова ќе заврши или со огромни попусти од наша страна, прифаќање некој решение кој што ќе создаде внатрешен проблем во Република Македонија, или нема да има решение. Тоа ми е проценката. Дај Боже да не сум во право, дај Боже грчката страна покаже капацитет да го разбере предизвикот на стратешкиот интерес на стабилизација и на Македонија и преку тоа на целиот регион, но мислам дека грците успеваат минативе 10 на 20 години својот интерес да го наметнат пред меѓународниот интерес. Димовски, чудно е да ве поканам на емисија за тема здравство. Од Шахпаска до сега не ми се случило Илија Димовски да биде за таа тема, а вие сте познати и тоа ви е работа практично во парламентот. Сте и во Комисијата за здравство. Долги години се занимавате со прашањето од здравството и сте лекар и сте на некој начин задолжени во парламентот за овие прашања. Па може да му биде потешко за овие теми од здравство, а може па вас потешко за темите од политика, но ќе видиме. Затоа сте тука. Ние сме добри колеги со колешката, така да ќе ќе дебатирате на се. Вашата идеја утрово што ја видовме во јавност е дека клиничкиот центар сметате дека треба да се гради во општина Петровец. Ова го побаравте откако поминаа сите нивоа. Во вашата влада идејата беше да биде на местото на стариот клинички центар. Владата на СДСМ прво се противеше, а потоа некако како да се согласуваше, за да на крај објави дека тоа ќе биде во Бардовци. И сега после сето тоа вие сега ли ви текна во тоа да го направите и зошто токму сега кажувате ова? Сте можели во времето на владата на ВМРО тоа да го направите? Сум кажувал, јас тоа и сум го зборил и во собрание и колешката Шахпаска е сведок на тоа во смисла на децентрализација на сето она што се инвестира и се гради во Република Македонија. Имавме периоди во минатото и во време на ВМРО и во време на СДСМ кога концентрацијата на инвестициите доаѓаше строго во Скопје. Има аргументи
околу концептот за останување на клиничкиот центар на местото каде што се наоѓа. И тие се сериозни аргументи од аспект на финансискиот пакет, кој што ќе тежи премногу доколку се гради надвор нов целосен, да речем, комплекс на клинички центар. Но, велам, доколку веќе владата одлучува и натежнува на идејата да се гради надвор од локацијата која што сега се наоѓа, мислам дека не само од аспект на здравство, што мене не ми е воопшто тема, туку и од аспект на географија, на економија, на инфраструктура, мислам дека локацијата на општина Петровец е далеку подобра варијанта за изградба на клинички центар отколку Бардовци на северот на Скопје. Неколку аргументи кои што се многу сериозни. Да, можеме неколку да кажеме, па да ги набројам само кратко и за вовед за дебатата. Прво, инфраструктурна општина Петровец е најдобрата општина во Република Македонија, заради тоа што има автопати на 4 правци. Кон север Куманово, Крива Паланка, Липково и така натаму. Кон југ Велес Гевгелија, новиот автопат кој што веројатно за година и пол ќе биде ставен во функција Штип, Кочани, Радови, Штрумица и така натаму, и кон запад Скопје и обиколницата. Се наоѓа на вистина блиску до Скопје, значи нема да биде оптеретување за граѓаните од Скопје, сепак клиничкиот центар дава услуги и на граѓаните на Скопје како одреден степен на здравствена заштита. Аеродромот е тука, сите оние потреби кои што ќе бидат за транспорт на патници, тоа значи полетување, слетување, хеликоптери, авиони. Опфаќа многу поголем број на жители. Значи јас го напишав тоа дека во радиус, во некој балансиран радиус околу општина Петровец има скоро 1 милион жители. Тука се Куманово, Крива Паланка, Липкова, Рачиново, Велес, Штип, Свети Николе, Карбенци, Лозово, да не ги набројувам помалите општини. И значајно, многу значајно, има изјави неколку и од министерот Филипчи, од премиерот Заев, дека значаен дел од површината на која што би се градил клиничкиот центар во Бардовци е во приватна собственост. Знаејќи цената на земјиштето во општина Бардовци, која што од прилика се движи околу 100 евра по квадрат, откуп на само 1 хектар земја во Бардовци би коштал 1 милион евра. А овде има огромни парцели државно земјиште. Значи 96 хектари треба за изградба на клинички центар надвор од Скопје ако се гради. Ако велам само 20 хектари од тоа треба да се приватно земјиште во Бардовци, тоа се 20 милиони. Целокупната инвестиција за изградба на клиничкиот центар на старата локација е 72 милиони. Така да, од финансиски аспект, апсолутно е многу попогодно да се гради на државно земјиште, отколку да се експроприра од приватни собственици. Ова е ваша лична иницијатива, велите Шахпаска. Колку е оправдано ова што го наброја пратеникот Димовски, прво во однос на понудата и идејата да биде тоа Петровец. Факт е дека има право во однос на инфраструктурата, дека е поблиску и аеродромот и автопатот и поврзувањата и слично. Меѓутоа, зошто и од тука и прашањето зошто Петровец не беше одбран туку Бардовци. И тоа навистина владата никогаш па не објасни зошто токму пак Бардовци беше поволната локација. Значи, околу изборот за локација за изградба на идниот клинички центар водени се дебати и во периодот во годините наназад. Правени се анализи од страна на Асоциација на архитекти. Во генералниот урбанистички план уште од 2002 година е направена проценка и дадена препорака како едно од најповолните подрачја локацијата на која сега би се градил клинички центар, односно во Бардовци. Истата таа констатација е потврдена со генералниот урбанистички план за Скопје во 2012 година. Значи тоа е став на експертската јавност и на архитектите. Вие ги кажавте вашите аргументи зошто би била поволна локација Петровец, меѓутоа она со кое што излезе Министерството за здравство во сегашниот мандат ги посочува аргументите дека ова би било непосредно до обиколницата, би се поврзало со обиколницата, понатаму има близу железница, а исто така локацијата Бардовци го става клиничкиот центар да биде близко на соседни држави, како на Албанија, така и на Косово преку инфраструктурното поврзување. Бардовци, Петровец. Така, да, и јас мислам и присуството колегата Петровец е близко до странство и Бардовци. Да, колегата Димовски спомна дека близко е аеродромот заради користење
користење на услуги на пациентите кои што би гравитирале кон новиот клинички центар. Меѓутоа, вие знаете и на старата локација и на новата, современ клинички центар кој што треба да одговара на европските стандарди за здравство, треба да има собствен хелиодром, така да пристапот со хеликоптери на таа локација апсолутно не представува никаква причина, односно аргументација зашто би бил таму, а не на сегашната планирана локација од страна на Министерството за здравство. Понатаму, околу тезата за Петровец, јас се потрудив малку да се подготвам за емисијата и така разговарав со екологисти. Констатацијата е дека земјиштето во Петровец е повеќе мочуришно и не се правени испитувања на тој терен за да може тука да се лоцира клиничкиот центар кој што треба според проектот што го изложи министерот Филипче да биде на површина од околу 84 хектари. Тоа е една голема површина, 4 пати поголема од актуелната површина на клинички центар кој е сместен на 20 хектари површина и која што би прераснала на вистина во еден центар согласно светските стандарди за тоа како треба да се пружа високо квалитетна медицина на терцијарно ниво. Значи, во однос на експроприација на земјиштето, во однос на процедурите за подготовка на планска документација за отпочнување со проектот, се прават пресметки дека за година и пол би се почнала изградбата со новиот клинички центар. Би траела најмалку 7 години. Би траела 4,5 години по нивната проценка. Цел мандат да го истерате, значи сега имате уште 3 години у принцип од мандатот. Цел мандат да го истерате, камен темелник нема да можете да ставите на таа локација која што е предвидена. Јас можам ова, мислам јавно го кажувам, и го тврдам, и ќе стојам и ќе памтиме јас и вие во собрание. Значи 3 години да останете на идејата Бардовци. 3 години, ако се стави камен темелник... Зошто не би се ставило? Заради тоа што нема нити проект. Нема нити проект. Изведбата, значи, процесот на правење на проектот за клинички центар во центар, каде што требаше да биде, со две компании, една шпанска, една француска, кои што беа надзор, француската избрана од Европската унија, од делегацијата на Европската унија, траеше 3,5 години. Значи, процесот само на проектирање. Па потоа доаѓа процес на тендерирање за изведувач и така натаму. Да, пак не може да се почне. Да, но треба да видите. Мене јас навистина мислам дека општина Петровец од причините кои што ги набројав и денеска и сега ги кажав дел од нив, мислам дека е многу подобра варијанта. Но јас велам, доколку веќе се одлучило да се гради надвор од централното градско подрачје во Скопје, треба сериозно да ги земеме во предвид овие анализи, заради тоа што Општина Петровец, покрај за граѓаните од Скопје, е многу поблиску за граѓаните од Штип. Од Кочани, од Берово, од Велес, од Битола, од Прилеп, од Кавадарци, од Неготин, од Куманово, од Липково. И така, ако ги набројуваме се... Така и од Тетово ке речат, па нас не е поблиску. Да, но... Сега не се работи за некоја големо растојание меѓу Петровец и Бардовци. Не се работи за многу големо растојание, но ние мораме да ги разгледаме тие работи, заради тоа што Петровец е клучка инфраструктурна во Република Македонија. Значи, 4 автопати се прекршуваат во општина Петровец. Шахпаска, значи, јас би сакала, ќе ми дозволите, во однос на Бардовци, затоа што Димовски вели не може ни да почне да градите. Не, значи, кога ќе почне изработката може да се заврши на планот за година и пол. Ако бидеме поведени од искуството кое што го практицираше ВМРО-ДПМН околу проектирањето на клинички центар, тоа е проект кој го најавувавте на голема врата уште 2011 година, за да биде направен договор со несреќниот изготвувач на проектот од италијанска фирма за кој имаше коруптивни скандали околу клиничкиот центар, милиони и пол евра ја кошташе Република Македонија, за да се што направивте од 2011 година кога го отворивте проектот за изградба на клинички центар, е таа фамозна дупка на местото меѓу гинекологија, на местото на стара гинекологија, меѓу новата зграда на гинеколошка акушерската клиника и хируршките клиники. Меѓутоа, мене ме изненадува овој ваш став одеднаш идејата за да се промени локацијата, кога вашата власт, вашиот министер Тодоров изминатиот мандат, значи 3 дена после доделувањето на мандатот на Зоран Заев од страна на Ѓорги Иванов, претседателот на државата за формирање на влада, вашиот министер Тодоров потпиша договор со кој избра фирми изведувачи на тендерот за изградба на клиничкиот центар од 72 милиони евра. Значи, колку е планирано планирано е затоа што ќе се гради експроприација и изградба околу 420 милиони евра. Колку пати е проектот од 72 милиони?
Не значи дека со Колку пати е повеќе? Значи, Дали можеме да во медицината не можете да ги пресметувате, работите само на голи бројки. Зошто? Затоа што кога ќе се изгради новиот клинички центар на актуелната локација, веќе и останатите клиники кои што треба да се припојат кон новиот објект, ќе бидат веќе во ситуација да бидат реконструирани. Ние нема да го решиме проблемот. Каде ќе биде медицински факултет? Значи, нема да го решиме ние проблемот. Има многу дилеми. Јас се прашувам каде ќе биде медицински факултет. Дали ќе си остане таму кај што е или ќе оди заедно со клиничкиот центар. Поради тоа што клинички центар без медицински факултет мислам дека нема никаде. Значи ние нема да го решиме проблемот ако завршиме реновирање. Дали на новата реновирање локација во Бардовци ќе се гради стоматолошки клинички центар или тој ќе остане таму каде што е? Ќе се гради ли посебна зграда за инфективна клиника заради тоа што таа мора да биде одвоена, не може да биде во склоп на клинички центар. Значи, дали сте ги решили тие дилеми? Значи, тие дилеми се разрешени. Вашиот министер Филипч има дадено изјава дека инфраструктурно локацијата Бардовци треба да се поврзе со Скопје, со изградба на нови булевари од Сити Мол. Да, од Карпош према си, да, покрај Сити Мол. Знаете колку ќе чини тоа и колку време ќе оди тоа? Значи, мислам дека како и за многу други работи, еве се обидувам јас да ја релаксирам дебатава, да не навлеземе во ова пресметка ВМРО СДС. Дали сметате дека сегашното функционирање на клинички центар одговара на потребите на граѓани, тоа не е сообраќајен метеж? Значи, вие со возило на брза помош не можете да транспортирате помош ако се работи за пациент од Тоа не значи, господја Шехпаска, тоа не значи дека ние сега во црвено и плава боја тука треба да си ги вадиме очите кој што. Значи, јас се обидов денеска да отворам тема, да се проанализира. Денеска пратив писмо до Комисијата за здравство во Собрание, со кое што барам на јавна седница на комисијата да ги викнеме експертите. Веројатно има 10 пати подобри експерти од вас, а 100 пати подобри експерти од мене на оваа тема. Јас навистина не го кријам тоа дека ова не е моја тема. Но дај зошто да одим из таква постапка? Дај да го видиме проектот кој што подразбирал клинички центар таму каде што е, да го видиме концептот Бардовци, да го видиме идејата, не е ни концепт, идеја е. Идеја Петровска веќе почнува да изготвува одредени прашања, дали е екологски изводливо. Еве јас отворив прашања околу експроприацијата и цената. Најскапо земјиште околу Скопје, најскапо земјиште околу Скопје е токму Бардовци. За градење, така? Колега Димовски, ова не е моја анализа, ова е анализа на експерти од архитекторското здружение, Асоциација на архитекти на Република Македонија. И ова како идеја навистина не е нова идеја, ова е идеја која што се провлекува во годините наназад. Дури и претходната власт го имаше во предвид дека може во Бардовци да се отвори. Со вашата идеја ние почнуваме повторно уште на пониско ниво, значи почнуваме од нула. Господи Шехпаска, нема земјиште во Бардовци. Воопшто не е испитан, овој терен се прави нема во Бардовци земјиште обезбедено. Нема никаква инфраструктура во Бардовци, нема земјиште обезбедено. Ако експроприирате земјиште во Бардовци, ќе чини 1.000.000 евра по хектар. Добро, меѓутоа Шехпаска се прека на урбанистички планови може теоретски да се случи. Димовски, една работа што ќе ве вратам во политика од здравство. Дали ова иницијатива е затоа што ви имате градоначалник од партијата во општина Петровец и дали тоа ви беше мотив да го предложите ова? Не, воопшто не треба така да се наблюдува работата, поради тоа што се погоди да е од кај вас. Се погоди една од ретките општини која што имаме. Дали тоа ви е мотив? Не, апсолутно, навистина верувам дека локацијата Бардовци не е адекватна. На крај на криштата градите клинички центар за кој што сите плаќаме данок, така? Не можете да го однесете во крајна, сега и Скопје ни е на некој начин на гранична линија, ама не можете да го однесете во крајна периферија практично од клинички центар Бардовци, со камче можете да фрлите во Косово. А од клинички центар Бардовци до Струмици, до Гевгелија и до Берово имате стотици и стотици километри. И тоа треба да се земе во предвид. Значи и граѓаните на Берово, од каде што вие потекнувате, и граѓаните на Велес, од каде што јас потекнувам, ќе плаќаат за тој клинички центар. Таа вредност е огромна, вие што ја кажувате. 420 милиони. Ама во Петровец тоа ќе биде дефинитивно решение. Да поблиску ќе биде и подобро инфраструктурно се реши. Ние имаме намера да изградиме еден клинички центар кој што ќе биде согласно со светските стандарди за практицирање на медицина и кој што ќе биде одржлив, кој што ќе биде современ во годините кои што доаѓаат. Еден центар кој што карикирам следните 50 години би бил функционален и би ги задоволувал потребите не само на македонските граѓани. Колега Димовски, морам да ве потсетам дека голем број на граѓани од соседните држави гравитираат према актуелниот клинички центар во Скопје. На овој начин ќе биде олеснет и нивниот пристап. А ова што го карикирате дека на кој начин на Беровчани ќе им се доближи патот, ќе им се скрати релацијата за доаѓање во клиничкиот центар, па еве новиот автопат Штип Миладиновци ја скратува релацијата и побрзо
побрзо ќе не донесе одбер во новиот клинички центар отколку по старата траса по која што се движиме преку експресниот пат. И тоа е една од работите која треба да се има во предвид. Јас не мислам дека ова е далечно. На крајот на краиштата Македонија како и да вкрстувате околу 200 километри. Поентата е што тука веќе се правени исследувања и една од најповолните локации за изградба на клиничкиот центар. Она што представува реалност, актуелниот клинички центар мора да биде решен, односно во периодот додека почне изградбата на новиот, ќе се направат приспособување, изградба на капна гаража на местото каде што се наоѓа, што реков, помладата дупка, за да може да функционира, за да може да приоѓаат. Да, беше, меѓутоа ништо не беше завршено. Состојбата е таква каква што е, а е сериозно алармантна. Од друга страна, вие кога градите еден нов клинички центар, треба да има соодветно поврзување на клиниките. Решението беше да остане гинеколошко-акушерската клиника. Инфективната клиника треба да остане со оглед на патологијата со која што се занимава. Детската клиника исто заради тоа што е вложено поприлично средства во реконструкција да остане таму каде што е. Кардиолошката клиника да остане тука како што е, затоа што и тука се гради и државниот, заправо постои кардиохируршкиот центар. Значи, она што ќе биде една зграда која што треба и со топли ходници да биде функционално поврзана заради квалитетен транспорт на пациентите од една во друга клиника. Меѓутоа, на крајот кога ќе ја завршите изградбата на овој клинички центар, кој да потсетам, од 2011 до сега за 7 години ВМРО ДПМН ама баш ништо не направи на заминување. Тодоров го потпиша тендерот од 72 милиони евра. Значи, уште еднаш, во медицината треба да се инвестира ако сака да се има добри резултати и ако ние наверате да пружаме квалитетна здравствена заштита. Концептот кој што го кажувавте пред малку е концептот кој што го тераше Министерство за здравство под палката на господинот Тодоров. И тука има сериозни аргументи кои што треба да се земат во предвид. Например, направени се скапи инвестиции во тој клинички центар со изградба на зградата на гинекологија, со изградба на нови бункери во радиологија, со целиот концепт на врзан систем на оно што ви го нафрлив на почетокот на дебатата околу функционирањето на медицински факултет и околу функционирањето на стоматолошкиот клинички центар. Вие немате концепт дека во Бардовци ќе го носите медицински факултет. Медицински факултет ќе треба да ви остане тука, а клинички центар да биде во Бардовци. Гасифициране клиничкиот центар таму кај што е и би бил доколку беше овој проект и сега ќе беше веќе започнат со град. Вие го браните постоечкиот, а предлагаме Петровец локација. Не ве збунувам заради тоа што неколку пати потенцирам. Доколку владата остане на идејата да се дислоцира клиничкиот центар од таму кај што се наоѓа, мислам дека е подобра локација Петровец од Бардовци. А ја прифаќате и сте согласни и бевте согласни со идејата за 72 милиона да се изгради кај стариот клинички центар, да е подобро од Бардовци? Ова што господијата Шехпаска и владата на СДСМ го тераат со сумата од 420 милиони за изградба на клинички центар, се основните трошоци. Тука не се пресметани експроприација, тука не е пресметана оваа инфраструктура за која што зборуваме сега, околу изградба на нови конектори со таа локација. Тука не е предвидено што ќе се прави со медицински факултет, со стоматолошкиот клинички центар. Значи, инфективната клиника, не можете да ставите таму инфективната клиника, ќе треба и таа некако да ја донесете, така да целокупната сума, грубо ако можам да се изразам, секако нема да биде под пола милиарда. И тоа предизвикува дилема. Кај мене, заради тоа што тоа е огромна. Меѓутоа Петровец, дали Шехпаска мисли дека ќе чини поевтино само затоа што е поблиску до автопатот, до аеродромот и дека земјиштето е поевтино? Не мислам дека ќе чини поевтино, меѓутоа колега, многу ми се допаѓа вашата загриженост за тоа како ќе се трошат народните пари. Ајде да ве потсетам, пошто ние сме представници на политички партии. Ваква загриженост да појаваше ВМРО ДПМН при проектирањето на проектот Скопје 2014 каде се потрошија повеќе од 600 милиони евра, само да ве потсетам. Кога тие средства наменски би ги потрошиле за изградба на клинички центар кој дозволете, значи јас бев парламентарна и ве слушав, ќе ми дозволите. Не, ќе ми дозволите да завршам. Клинички центар треба да биде новата Скопје 2014 на СДСМ. Не, тоа е вашата перцепција и тоа е една од спиновите кои што сакате да ги пласирате во македонската јавност.
Меѓутоа, доколку овие 630 милиони беа наменски потрошени за изградба на нов клинички центар, денес македонските граѓани, пациентите ќе имаат навистина вредна институција во која што ќе можеа да примат таа здравствена заштита. Така да, тоа ќе биде процес инвестиција во иднината, затоа што ова е проект кој што ви кажав со децении нанапред треба да ги задоволува потребите и се уште да биде на едно современо, да речам на еден светски тренд во пратење на начините како треба да се практицира медицината. Затоа сметам дека идејата и намерата на Министерството за здравство е точно насочена кон задоволување на две работи сакам да кажам. Долгогодишна потреба. Или три работи. Прво, мене намерата ми е да се отвори дебата околу ова прашање. Да не оди на ниво само во тесни кругови, заради тоа што за ова ќе чини многу пари. Дали во парламентот ќе отворите дебата на комисијата и ја прифативте само за да знаеме каква е процедурата? Значи официјално јас немам сознание дека иницијативата стигнала до пратениците, немам допис. Јас денеска потпишав писмо до сите пратеници поименично, реков дека ова не треба да е партиска дебата, во принцип и навистина верувам во тоа. И пратив писмо официјално до претседателката на Комисијата за здравство, барајки да се свика седница на комисијата и да се разговара. Мојата идеја е дека треба да се викне и министерот за здравство и стручните лица кои што ги воделе проектите таму од министерство, асоциација на архитекти, секако лица кои што се разбираат околу оваа проблематика, секој кој што ќе се чувствува некако повикан да и да ги отвориме дилемите на сериозно ниво. На крај на криштата, нека донесе парламентот одлуката. Не мора владата да ја донесе или Министерството за здравство, но нека биде втемелена на сериозни проценки. Јас не верувам дека можеби нема аргумент за Бардовци плюс, за Петровец плюс или за старата локација која што требаше да се гради клиничкиот центар. Секоја веројатно ќе се најде некаков интерес. Она што е значајно да се потенцира дека изградбата на клинички центар во Бардовци не може да започне во следните најмалку 3 години. Значи тоа треба да бидеме одговорни и да им го соопштиме на граѓаните за да знаат дека одлуката да не се гради клиничкиот центар таму каде што е, ќе значи одложување на градење на клинички центар најмалку за 3 до 4 години. Одложување на почеток на изградба. Вие сте власт, вие ги носите одлуките. Наше е да критикуваме или да предлагаме. Во конкретниот случај не критикуваме, во конкретниот случај предлагаме и други алтернативи, други разговори. Третата работа која што сакав да ја потенцирам, околу динамиката на реализација на проектите. Веќе доволно време сте на власт, 1 година, министерствата се етаблирани, функционални и така натака, и веќе не е тој грејс период на кој што го заслужува секоја влада. Во првите 3 месеци од оваа година, господја Шехпаска, имате вкупна реализација на капитални трошоци од 7,4%. Доколку оваа тенденција се задржи во оваа година, вие на крај на оваа година ќе имате 29,6% реализација на капитални расходи на буџет. Тоа значи дека од сето она што сте го предвиделе, ајде да завршиме дебатата за клиничкиот и потоа одиме на овие многу битен елемент. Од сето она што сте го предвиделе и сте им го ветиле на граѓаните дека ќе го градите оваа година, ќе успеете да реализирате само 29,6%. Зошто? Заради тоа што министерствата раководени од кадри на СДСМ се 10 пати по-неефикасни во споредба со министерствата раководени од кадри на ВМРО-ДПМН. Тоа е во делот на образование, тоа е во делот на транспорт и врски, тоа е во делот на здравство. Значи, ВМРО-ДПМН е во текот на... Во целата емисија е едноставно, јас би сакала да ви спротивставам моите тези на ова што вие го говорите. Ништо не се гради во Република Македонија. Ние бевме сведоци на кој начин ВМРО-ДПМН практицираше власта, на кој начин ги правеше проекциите за капиталните инвестиции пренадуени во носењето на буџетот, за да потоа реализацијата на тие проекти на ребалансот не стигнуваше за некои области дури до 40%. Значи, тоа беше политиката на која вие ги имплементиравте вашите буџетски трошења. Она што ВМРО-ДПМН дефинитивно го направи, го зголеми јавниот долг троструко. Од 2006 година до 2017 година вие троструко го зголемивте јавниот долг. Значи, од 1,7 милиарди вие ја оставивте државата од околу 5 милиарди јавен долг. Задолжувањата во сите институции, конкретно задолжувањата во здравството. Знаете што направивте?
рапиден пораст на долговите. Да не ви ги посочувам клиниките кои што 2011 година дозволете. Една педијатричка клиника, тоа се докази од извештаите на Фондот за здравство. 60 милиони евра должи. Објавени на веб страницата на Фондот за здравство. Да бидеме точни и прецизни. 6 милиони. Клиниката за педијатрија немаше денар до 2011 година, колега Димовски, за да стигне до скоро 4 милиони. Беа 120 милиони во моментот кога напуштивте власт. Кога СДСМ дојде на власт. Значи се 6 милиони. Вака нема ниту едниот, ниту другиот. Ние кога ја презедовме власта во МРУДПМ го остави здравството со долгови од 60 милиони. Вие кога оставите беше 120 милиони, господи Шекпаска. 60 милиони евра се долговите. Имаше клиники кои што беа незадолжени. Ви посочив конкретен пример за клиниката педијатра. Ајде вака сега. Само Шекпаска имам прашање до вас. Со оглед на вредноста од 420 милиони евра. Филипче до ден денеска не знае или не објаснил како ќе ја реши работата со банката, односно плаќањето или неплаќањето на пеналите. Па ако на тоа, ако додадеме дека и пенали треба да се плаќаат, тогаш навистина сумата ќе биде огромна. И прашањето е дали воопшто таков клинички центар е потребен ако нема договор со банката и ако заради неизградбата на стариот клинички центар, на што веќе е подпишано и договорено, државата уште треба да плаќа и пенали. Значи во преговорите кои се прават на највисоко ниво со банката на Советот на Европа, ако се раскине договорот кој што го подпиша Никола Тодоров, кој што беше технички министер, односно министер во оставка и немаше право да го подпише тој договор за отпочнување на изградбата, значи ќе има казнени поени кои што се проценуваат некаде на 5 милиони евра. Меѓутоа, кога се работи за еден вака стратешки проект како што представува клиничкиот центар и со кој ако продолжеше изградбата согласно подпишаниот тендер, распишаниот тендер и донесената одлука, ние немаше да го решиме проблемот. Меѓутоа фактот е дека СДСМ дојде на власт и беше нејасно што да прави, затоа што сватија дека ќе плаќаат пенали, дека не се раскинува туку така договорот, молчеа долго време каде всушност ќе се гради центарот под притисок на јавноста. Има изјави од господинот Заев кој што самиот ја проблематизира локацијата Бардовци во одреден период од кога станува премиер на Република Македонија. Меѓутоа после сите разговори и после консултации на експертската фела се дојде до констатацијата дека сепак би било најдобро решение да клиничкиот центар се дислоцира од актуелното решение. Најдобро решение, господја Шекпанска, ќе биде да се изгради клинички центар. Вака како што сте тргнали, нема ни да почне да се гради. Колега Димовски, вие најмалку имате право да говорите за тоа дали ние ќе изградиме или нема да изградиме клинички центар. Една година сте на власт, немате започнато ниту еден проект, ниту една бандера немате поставена. Тоа се вашите тези, ние работиме. Ама не се тези. Ние работиме на имплементација на нашата програма. Во собрание. Ние работиме и има времето ќе покаже дали ние ќе го исполниме она што представува. Колку време, господје Шекпаска? Значи 4 години владењето на една власт. Јас ви реков, во рамки на 4 години нема да стигнете врз база на досегашни искуства, нема да стигнете камен темелник на клинички центар во Бардовци да поставите. Тоа е вашата перцепција. Чуваме и после 4 години ќе ја пуштиме. Сега една прашање. Да, која се однесува повторно на здравството е министерот Филипче има впечаток дека постојано дава несреќни изјави. Беше несреќна и неговата изјава, освен она што беше за жените и смртноста на бебињата, потоа она контроверза во саботата најави дека оние деца кои нема да бидат вакцинирани нема да се запишат на училиште и нормално неговата колешка од образование го поправи укажувајќи ми дека уставно загарантирано право на децата е да одат на училиште, за да подоцна нели тој ретерира во ставот, па сега повторно ги гледаме дека ставот е од 300 до 650 евра или суд, казна за родителите кои нема да ги вакцинираат своите деца, а нормално дека децата мора да одат на училиште. Зошто имам впечаток дека во вашата влада нема никаква некоординираност, информираност меѓуресорска за базичните работи во однос на правата и слободите на граѓаните и во однос на услугите здравствени што треба да ги добиваат? Значи, јас не би ги коментирала изјавите на министерот, тоа се негови изјави и тој треба да си го прашате, верувам дека ќе Бугарија инаку ќе беше поканат. Ќе одговори на тие прашања. Меѓутоа бил отсутен до четврток. Меѓутоа ние како креатори на политиките генерално во државата и вклучително во здравството секако ќе се залагаме за да се зголеми офатеноста на
граѓаните со вакцинација, согласно календарот за вакцинација и согласно она што представува препорака за различни возрастни групи. Ова е содржано и во досегашните законски акти, односно подакти кои што ги усвоило Министерството за здравство, како што е правилникот за имунизација на населението. Тоа било и во владата на ВМРО ДПМНЕ. Владата на ВМРО ДПМНЕ околу потребата од имунизација и тука мислам дека сите... Тука ми беше зачудувачки фактот со една таква изјава. Во членот 83, дозволете колега, од правилникот за имунизација пишува вакциналниот статус задолжително ќе се проверува кај граѓаните при секоја посета на матичен лекар, при запишување во сите предучилишни установи, при запишување во образовните институции, како од основно, средно, дури на високообразовни институции и при заснување на работен однос, стапување во армија и така натаму. Значи, ставот за тоа дека треба да се зголеми опсегот на вакцинациите го одржиме. Зошто? Затоа што во периодот кој што измина за време на владењето на ВМРО ДПМНЕ се создаде една негативна атмосфера, да речем, спротивставени ставови околу тоа дали треба или не треба да се вакцинираат граѓаните и офатот со вакцинации, бројките се сурови. Не, тоа мораме да го промениме. Тоа мораме да го промениме, да подигнеме здравствената свест на населението преку обука на здравствените работници кои што ќе бидат директно истурени на терен за да ги едуцираат граѓаните. Недозволиво е во 21. век во една општина, како што е општина Карпош во Скопје, офатот на вакцинирани деца да биде 60% само за одредени вакцини. Ние како држава имавме еден многу функционален, многу квалитетен систем со офат кој што беше над 95%. Нешто што сега не е пракса. Ние мораме повторно да ја вратиме довербата на граѓаните околу тоа дека треба и дека е добро заради подигнување како на индивидуалниот имунитет на секој што подлежи на вакцинација, така и на колективниот имунитет. Нас не е потребна регулација. Јас не мислам дека ставовите за и против вакцините остануваат и во време на владење на ВМРО и во време на владење на СДСМ. Тоа сакам да потенцирам во 2 минути. Господијата Шехпаска влезе од една крајност до друга крајност. На почетокот сакаше да поврзе дека и во време на ВМРО се носеле правилници кои што подразбираат проверка на степенот што представува сериозен проблем околу. А во вториот дел требаше да потенцира дека ете ВМРО е крива и за тоа што дел од граѓаните почнуваат да веруваат на алтернативна, да се докажам сега. Да, сомнежот околу квалитетот и тука имаше алтернативна медицина и така натака. И тие дебати се случуваат редовно на сите телевизиски канали околу таа потреба. Нема дилема околу потребата од вакцинација. Проблемот е во тоа што не можете да им го земете уставното право на децата да одат на образование заради вакцинација или невакцинација или заради било која друга причина. Тоа е класична изјава на дискриминација која што ја даде министерот Филипче заради тоа што по одреден основ прави министерот како човек со искуство и дел од комисиите и се консултирали со вас. Да, апсолутно треба да се продолжи. Сите стручни луѓе го говорат тоа дека мора да се продолжи вакцинација на население и така натака. Има официјални статистики, светски здравствени организации и така натака. Сум ги читал и јас тие, но тоа не смее да се доведува во ваков контекст, во контекст на образование. Нема државата право на одредено дете да му забрани да не посетува настава. Факт е дека Министерството за образование ги објасни овие работи, со тоа практично го негираше министерот Филипче, кој што очигледно даде уште. Меѓутоа, јас не можам да не ве прозвам за ситуацијата што е во Република Македонија. Точно сомнежот од квалитетот на сите лекови генерално што влегуваа во Република Македонија ги поставуваше граѓаните во дилема дали треба или не треба да подлежат на вакцинација. Истите мерки постоја и во ваше време, постојат и сега. Проблемот со ВМРО ДПМНЕ не беше што на хартија ставаше, морам да признам, некои закони беа и добри, меѓутоа проблемот беше во имплементацијата на истите законски решенија. Истото се однесува и за ова што е во сферата за здравството. Да, таа е начина темата за увозот на лекови и токму тоа да рече дека предизвика сомнеш ке вакцините. Имплементација на законите како забелешка од страна на Европската унија кон Македонија е многу подолго наназад отколку владењето на ВМРО ДПМНЕ. И имајте во предвид, како забелешка е генерално присутна кон сите држави од нашето опкружување, Бугарија, Романија, Хрватска, дури и членки на Европската унија. Едноставно прашање на процеси и на менталитет. Јас цело време се обидувам да потенцирам дека оваа тема
не е толку поврзана со дневната политика, колку што треба стратешки и сериозно да се разгледува. Посебно делот на прашањето и за увозот на лекови. Ве молам и за тоа сомнежот во вакцините и нивниот квалитет предизвика отпор можеби кај граѓаните да го направат тоа и во однос на измените на законот за увоз на лекови, она што мислам дека и во вторникот владата го сега направи на собрание во однос на паралелниот увоз и генерално на увозот на лековите. Кога зборуваме за увоз на лекови, вака во јавноста секогаш провеува прашањата дали тенденција на оваа или претходната влада била да ја зајакне одредена веледрогериска структура за сметка на друга или дали тој паралелен увоз се дозволувал само да се ослаби така наречената веледрогериска олигархија што владее со децении. Шахпаска, која е конечно намерата на оваа влада и дали со измените во законот ќе се обезбеди квалитетен увоз на лекови или ќе се обезбеди квалитетна работа само на одредени веледрогеристи кои што, морам да кажам, традиционално се врзани за СДСМ и се покажало дека низ децениите тие добивале одредени привилегии, а сега ми добиваат и директори. Па јас не би се согласила околу последната ваша констатација, меѓутоа сакам да кажам дека ние ќе работиме на тоа да секој граѓанин добие квалитетен, проверен, сигурен лек кој што ќе биде согласно неговата болест. Значи за неговата болест ќе го добие вистинскиот лек кој што е најдобар во моментот и кој што влегува во Република Македонија. Законот за паралелен увоз на лекови беше донесен со намера да се направат заштеди, односно да се на некој начин одземе приматот на големите веледрогери кои што постоја во Република Македонија, односно увозниците на регуларен. Колега Димовски за тоа нема никакви докази. Ние се обидувме да најдеме информации, односно бројки, колкава е заштедата на македонското здравство од донесувањето на законот за паралелен увоз. Меѓутоа, со првата дополна на истиот закон следната веќе година се испуштија сите критериуми околу набавката на лековите. Со новиот закон за ограничување на паралелниот увоз, односно со измена на законот за паралелен увоз на лекови, ние ќе го подобриме квалитетот на лекови. Зошто? Затоа што како задолжителен услов ќе биде сертификатот од анализа на квалитет кој што ќе се обезбедува од производителот на лекот. Доколку Република Македонија, односно некоја веледрогерија или клиника ќе го врши увозот на лекови од паралелен увоз од некоја од земјите, не би сакала да посочам некоја земја конкретно, повторно ќе треба да го обезбеди тој сертификат за квалитет од земјата од која што е произведен лекот, меѓутоа ќе мора да обезбеди и доказ на анализа за квалитетот на лекот од референтна лабораторија. Значи и пред да биде пуштен лекот во употреба, мора да има гарантиран доказ дека тој лек е квалитетен и ги исполнува сите стандарди. И уште една работа во критериумите која што ВМРО-ДПМН ги спушташе критериумите при набавка на лекови, особено од паралелниот увоз, фаворизирајќи одредени веледрогери. Имам докази за тоа на кој начин беше вршена набавката на инсулините преку паралелен увоз. Многу е значаен моментот да вие имате следливост на начинот како лекот доаѓа од земјата производител преку земјата извозник во Република Македонија до последниот потрошувач. Она што беше сериозно заодобрени со законските измени во 2013 за гледачите да биде појасно, дозволено е паралелен увоз да се прави од трети земји, Русија, Турција, Норвешка, Израел, Канада, Јапонија. И од тука беше сомнежот во квалитетот на тие лекови. Тие се набројаните држави кои што во принцип имаат. Од 1 јануари 2016 до октомври 2017 година направени се 97 контроли на лекови од паралелен увоз и во 2 случаи се изречени дури и санкции. Океј. Значи, во принцип овие држави кои што ги набројавте имаат подобро здравство од дел од земјите членки на Европската унија како систем. Но генерално треба тука анализи да се направат сериозни и да се направи проценка. Она што е проблематично е чувството дека ова е многу повеќе поврзано со економија отколку со здравство, односно со бизнис интереси. Во Република Македонија секогаш кога е СДСМ на власт, цените на лековите растат, а секогаш кога СДСМ не е на власт, цените на лековите паѓаат. Ние првпат после 15 години, господи Лупевска, пред неколку месеци прочитавме вест дека на 15 снемува лекови од позитивна листа во аптеките во Република Македонија. Ако ги снемува на позитивна листа, значи дека граѓаните може да ги најдат, но да ги најдат на
приватно и да си ги платат. Имаше и вест дека поевтинуваат лековите, всушност Значи, излегува тука поскапи веднаш кога мора- се плати тој делот што всушност се го Така да, надополнува цената така на да фондот. сомнежот кој што го има јавноста, може би е многу помалку поврзан со овие десетина месеци кои што владее СДСМ, иако првичните симптоми на експонирање повторно на истите веледрогерии, со поставување на директори од тие фамилии, со добивање на огромни тендери на тие Не би се веледрогерии. согласила со- Како нема да се согласите во Колега извештаи на Димовски, на Стейт департмент ви ги пишувате дека колега ставате Димовски, фамилиарно колега директори на Димовски, клиниките. За Во извештај на поврзаност Стейт на департмент ви го веледрогери напишаа и структурите на ВМРО ДПМН во претходниот период, ние имаме сериозни докази дека не само тендери, туку закони се пишува по мерка на одредени луѓе. Значи, нас ни е најважна не битен економскиот момент, меѓутоа пред се најважно е квалитетот на лековите. Господи Повторно Шефкаса, ќе се вратам на не сте тезата од повеќе првата опозиција, расправа, година дена сте на дозволете. власт. Повторно ќе Ви се растат вратам на цените на тезата дека лековите, во нема лекови во здравството, она што е аптеките. ефтино е скапо. Доказ за тоа дека паралелниот увоз на лекови имаше повеќе кратни негативни последици врз здравјето на граѓаните е прво, пациентите, јас работев како интернист пред да влезам во Тоа е политика. предност во оваа дебата. Многу е тешко вие да регулирате диабет со со овие видови на инсулини кои што доаѓаат од паралелен увоз, затоа што не ни е до крај јасен начинот, патот на кој што доаѓаат и во Република Македонија. Ние немаме гаранција за квалитет. Тие гаранции на квалитет не се прават. Плюс тоа, во тендерите за распишување за набавка на инсулини кои што владата ги распишува еднаш на 2 години, и морам да кажам за гледачите дека она што представува проблем во набавката на инсулини ќе заврши, се надевам, во август, затоа што тогаш се исцрпува тендерот кој што трае 2 години, се распишува еднаш за 2 години и во кој тендер сите критериуми во техничката спецификација за јавната набавка, објавено е на веб страната на Бирото за јавни набавки, се спуштени во на она што представуваше критериум за набавка на квалитетни лекови. Од друга страна, компликациите во здравството не можете да ги видите за еднократно, за месец, 2, 3, 5, тие може да бидат далекосежни. Последиците од лошото менаџирање во здравството се гледаат и со години во иднина. Затоа, за да биде добро менаџирањето, вие 5 месеци го оставите Министерството без министер. Дозволете, значи при набавката на паралелен увоз на лекови, 70% од лековите завршуваја во болничките одделенија, а 30% доаѓаја во аптеките. Сега, кога тоа беа пред се лекови за тешки болни со малигни заболувања, хематолошки сериозни заболувања, кај што вие реално и самиот природен тек на болеста оди кон еден многу лош и неповолен исход за пациентот и вие тука не можете да измерите колку лекот од паралелен увоз ќе влијае на навлеговме навлеговме во принцип. Сакам да го надополнам ова што каже и Димовски, дека факт е дека вие укажувавте на работите, меѓутоа многу време чекавме и се уште чекаме да ни кажете кои се тие лекови што вие ги запленивте и не беа со добар квалитет од Турција, например. Или дававте препораки дека треба да се направи регистар на лекови од паралелен увоз, контрола на секоја увезена серија на лек, да се укине издавање на привремено одобрение. Многу постапки декларативно, меѓутоа во пракса не знам колку тоа е направено. Не е ништо направено од сето тоа што се зборуваше претходно и што беше втемелено како некаква критика на претходниот систем на владење. Законот влегува во собраниска процедура во петок на прво читање. Работите кои што велевте ќе ги правите. Значи сериозна промена на состојбите. Ама сега вие нема оставате да се искажете. Значи, прво го оставивте Министерството 4-5 месеци без министер. Второ, тој закон тргни застани закон е. Неколку пати доаѓа во собрание, неколку пати владата го повлекува тој закон, заради тоа што треба да се избалансираат некои други причини, веројатно за кои што ќе разговараме сигурно после 6 месеци година дена кои ќе излезат на видели. Во меѓународни извештаи ви го пишуваат ова дека имате проблем со менаџирање на системот на набавка на лекови, дека се експонираат и се дава предност на одредени веледрогери. Прва работа, но најбитно, прв пат после 15 години нас ни се појавува недостиг на лекови во аптеките. Прв пат после 10 години ни се појавува зголемување на цената на лековите во Република Македонија. На крај на криштата, тој е интересот на граѓаните. Јас сум пациент, вие сте доктор. Јас не сум доктор. Многу помалку ги разбирам овие теми кои што ги зборуваат. Но ако знам дека само на еден генерички наслов државата на веледрогериите, тие неколку кои што најмногу се поврзани со СДСМ, не негирам дека можеби и со други страни, но најмногу се поврзани, им давала непотребно плюс 10 милиони евра годишно и правеле екстра профити и екстра капитали. И сега тоа го памтиме сите како се случуваше до 2006 година и до 98 година и сега ги гледаме на вистина и ова не ви го кажувам како припадник на ВМРО ДПМН, туку ви го кажувам како граѓани и ви молам разберете ме, така
Сега гледаме дека повторно ни се појавува истиот принцип на работа. Повторно веле дрогериите треба да продаваат скапи лекови, повторно лековите не треба да ги има на приватна листа, треба да ги има на позитивна листа, треба да ги има само на набавка на приватно и граѓаните го гледаат тоа. Граѓаните го гледаат. Значи... Дај Боже, еве на почеток сте, иако една година требаше многу да покажете до сега, имајте го предвид ова што ви го кажувам. Рано е можеби да се колиме тука со критики. Мора да се решаваат работите навреме. Ако колега Димовски, значи намалени се цените на вкупно 336 генерички на 222 оригинаторни лекови. Тоа дека до 15 во месецот има лекови во аптеките, значи јас го пратам проблемот со здравството и во изминатиот и во актуелниот состав. Една од темелите на која базирав интерпелацијата на претходниот министер беше точно недостатокот на лекови, значи и тогаш квотите не ги задоволуваат потребите на граѓаните. Тоа е работа која треба да се пополнува согласно потребите. Треба да се прави скенирање на теренот, да се излегува со заклучоци каде и во која сфера кои лекови треба да се зголеми набавката, се прават размислувања кои лекови би останали на позитивна листа, дали лековите кои што имаат ниска набавна цена треба граѓаните сами да си ги обезбедуваат. Така да немојте да обвинувате. А за тоа за тендерите, за близината на одредени семејства до владеачката структура, јас имам многу тендери, многу докази за тоа како вашата власт ги менаџираше состојбите околу набавката на лекови. Почитувајќи ве вас лично како колега, се знаеме долги години, сум многу внимателен со критиката. Не е критика, туку е предупредување. Јас ви кажувам дека во Македонија има зародиш на монопол или дуопол во фармацевската, условно кажано, мафија или како сага да кажа. Тоа се појавува, тоа луѓето го гледаат. Тоа не го ставајте во контекст ВМРО СДСМ, не можете ова да го тврдите во. Ајде пред паузата за реклами имам уште едно прашање здравството, морам да одговорам. Значи вие не прозивате за не прозивам, ве предупредувам, вие сте совесен пратеник. Имате можност да влијаете во рамки на вашата партија, тоа да не се случи. Ајде само да ве потсетам начинот на кој што е дадена концесијата за дијализа, какви беа роднинските врски, кумските врски меѓу премиерот и луѓето што ја добија концесијата за дијализа, тоа да е точно, дали ви дава вас право, дали ви дава право од веледрогерија да поставувате неколку директори на клиники? Значи, дали тоа ви дава право? Никој не треба да фаворизира никого. Во извештај на Стейт департмент ве критикува за тоа. Како да ви кажам? Добро, видите, ако тие ви биле за нешто не во ред, вие треба тоа да го поправите. Има време, работите ќе се средуваат. Јас не знам че не треба да се однесувате никако, не е прифатливо. Само прашањето околу трансплантацијата за да завршиме со овој сет. Секоја копија е полоша од оригиналот. Дури исто да се однесувате ќе биде. Имаме намера да копираме ВМРО, ДПМН и после сите лоши политики кои 11 години ги имплементирате. Се согласите показателите во здравството се катастрофални, колега Димовски. Сите статистики се негативни и црни во сферата на здравството. Значи нема со што да се пофалите во здравството она што го наследивме. Во оваа една година во здравството 70% од ТКТ не ви функционира, ви се расипа и не ги поправате. 70% од ТКТ не ви функционира. Има многу работи за здравството, почнувајќи од докторите за минување на младите. Министерот иначе каже уште една за мене контроверза во однос на тоа дека ќе се аплицира и 3 клиники може да аплицираат во однос на функционирањето на трансплантацијата и давањето во приватни клиники. Ова го предлагаше и владата на ВМРО на ДПМН своевремено. Меѓутоа, иако стигнаа до некаде во однос на реализацијата на оваа идеја, во 2014 година добија писмо испратено од страна на Меѓународната организација за трансплантација, како и Националниот координатор на Хрватска, наведена реакција и предупредување дека не е безбедно во системот на трансплантација на органи и ткива да се вклучат и приватните болници. Зошто Шах Паска го правите тоа? Зашто веќе е предупредена претходната влада? Значи, околу идејата за трансплантација, тоа е еден од начините на третирање на пациентите во медицина и тоа е процес кој што, односно начин на лекување кој што во Република Македонија се правил и треба да се прави. Замислата на Министерството за здравство, сега се во функција на адвокат на Министерството за здравство. Не, јас сакам ако треба да се критикува, да ги критикувате од позиција на пратени, како треба да ги намерата е да лиценцата ја добијат здравствени установи кои што ќе имаат
просторно и со опрема капацитетно за да вршат да го вршат процесот на Македонија не се смени тоа ќе се врши под строга контрола на Министерството за здравство. Што се добива со тоа? Прво, доколку пациент добие извештај од второстепена комисија од Фондот за здравство дека треба да се изврши трансплантација, односно медицински зафат кој што не може да се врши во Република Македонија, логично би било да таква услуга се побара на територијата на Република Македонија во приватните здравствени установи. Сега, приватната здравствена установа, после поднесеното такво барање, должна е да обезбеди експерт од страна кој што би го вршил зафатот во Република Македонија. Меѓутоа, условот за да се врши таа трансплантација во Република Македонија, според намерите на Министерството за здравство, тоа се уште не е дефинитивно донесена одлуката, би била да на самиот чин на трансплантација присуствува тим на експерти од Република Македонија кои што ќе се едуцираат, пациентот останува во Република Македонија, секако поевтино ќе го чини македонското здравство функционирањето на приватното здравство без надзор на Министерството е подложено на етичка практика и криминал. Поаѓајќи од тоа воспоставување на силна програма за кадаверично донаторство во јавниот здравствен сектор може значително да допринесе кон приоритетна нега на пациентите во државата со упатствата што ги дава Меѓународната организација за трансплантација. А ако имам во предвид дека Косово е блиску, јас ги следев лично судењата и аферите околу трансплантацијата нелегална на органи, околу можноста странски државјани да доаѓаат тука. Па и ако новиот клинички центар го направи на блиску граница. Како вие ќе бидете сигурни дека тој човек ја зборува вистината, дека некој не му застранал со пиштол на глава и му рекол дека ќе го даде органот и тој мора да го даде, да се представува како роднина. Македонија не се смени во овие од 2014 до 2018 година во однос на овие прашања. Значи, да не зборувам колку пак приказни сме правили истраги во однос тоа дали е вистина дека има трансплантација на органи од деца кои што се давани прекугранично и стигнувале до Албанија, па потоа до Грција. Мислам, ако јас зборам од моја гледна точка на се што сме истражувале, ужасна е помислата на трансплантацијата на лесен начин дадена во приватни раце. Значи, за секој поединечен пациент ќе се врши надзор и контрола од страна на Министерството за здравство. Зборувам за пациентите од Република Македонија кои што ќе бидат за трансплантација, ќе има приоритетна листа која што ќе се изработува во Министерството за здравство. Значи, тоа ќе има два филтри. Прво, конзилијарното мислење од доктори од клинички центар, односно високо образована институција од државата, дава препорека на пациентот дека треба да се врши трансплантација. Ако не постојат услови во јавното здравство, врз основа на таа препорека, прво значи како што кажав, ќе се врши во приватното на претходната влада беше да се направи можеби некој центар о принципот на јавно здравство. Се направи сериозни инвестиции во тој сегмент, баш во насока на овозможување. Тоа е еден од сегментите кај што државата и јавното здравство треба да имаат стварно приоритизација во смисла на етичките причини. Можеби други сегменти од здравствениот систем треба да бидат стимулирани да се насочуваат кон приватното здравство. Има многу полесни категории каде што навистина нема етички и морални дилеми. Во овој дел владата на ВМРО-ДПМН направи сериозни инвестиции во насока на изградба на единствен центар за трансплантации. Оваа влада веќе мислам дека пола година нема назначено национален координатор на тој центар, а без тоа воопшто не може да функционира. Во теке постапката. Во теке постапка, господја Шехпаска, денеска на дебатата пак ќе кажам со максимална почит спрема вас. 100 работи кажавте, не сме уште не е финална одлуката. Година дена сте на власт. 25% од мандатот е зад вас. Не можете вие да оставите национален координатор за трансплантација кој што е една од поклучните позиции таму во тој сегмент, да е 6 месеци без човек. Знаете, дури да имаме добри намери, ќе добиеме чувство дека некако се насочува оваа работа кон некои други центри надвор од јавното здравство. Ова треба да е последно. Колега Димовски, само да се докажам. Ова треба да е последно. Мислам дека министерот за здравство треба да ги погледне тие концепти кои што ги развиваше претходниот министер за здравство, зборам претходниот на мислејки на господинот Тодоров, поради тоа што господинот Таравари беше прекратко министер, треба да ги разгледа тие концепти. Во суштина, државата да најде средства. Како се одвиваше процесот на трансплантација за време на ВМРО-ДПМН? Какви се резултатите од трансплантација? Дали беа кадаверични живи донори? Застојот во трансплантација што постоеше на единствените органи кои што се трансплантираа бубрези. Центарот за извонредност и трансплантационна медицина кој што беше наменски направен за да им обезбедите работа на професори кои што беа непосредно пред пензија. И вие ќе ме прозивате мене на кој начин нема дилема.
раста. Јас мислам дека професорите на медицински факултет кои што ќе работат како доктори, доколку сакаат до крајот на сопствениот живот да работат, треба да им се овозможи. Колку и тоа лошо да звучи, заради тоа што ние имаме многу малку здравствен кадар, кој што е специјализиран, субспецијализиран со работи кои што ги знаат. Меѓутоа, колега Демовски, тоа беше паралелен. Да, вемо, тука нема никаква дилема. Секој возрастен доктор, па макар и да е општ доктор во Велес, во Берово, ги спомнувам нашите градови, со оглед на недостатокот на здравствен кадар во Република Македонија, треба да му се овозможи да работи доколку е кондиционо способен и доколку може да ги обавува тие работи. И тука не треба вие да наметнувате никакви дилеми. Јас повторно ќе речем, мислам дека добро се сеќавате и подобро ги разбирате овие теми од мене. Владата на ВМРО ДПМН тргна во оваа насока која што вие сега жестоко ја браните. После предупредувањето од меѓународните асоциации се посвети на друг правец, а тоа е овој сегмент на трансплантација да биде навистина под капата на јавното здравство, како некаква гаранција за етичност во сите процедури. Сепак менталитетот тука, менталитетот во нашите предпоставки. Јас не можам да кажам финален одговор, госпоѓо Шехпаска, не можам да дадам финален одговор, вие сте доктор, јас сум правник, сосема различно, не можам да ја направам финалната проценка, но во суштина мене овој сегмент на здравствената заштита ми оди во насока врз база на искуството кое што го имам со овие теми и логиката, здравата логика, дека мислам дека и вие ќе се соочите со таа критика и мислам дека ќе треба да одреден момент да ја кренете рачната точка. Тоа строга контрола на Министерството за здравство, нема да се прават паушални. Да, јас тука уште прашувам, ајде ќе ги оставам тие за министерот. Пауза за реклами и одиме во завршница на дебатата. Одиме во завршница. Да, се обидувам да наметам на крај едно политичко прашање. Еве, Шехпаска, немаме многу време, меѓутоа и денеска ја чув изјавата на Заев во однос на реконструкција. Не е директно поврзана можеби со парламентот, меѓутоа факт е дека очекуваме реконструкција на владата. Дали ако не во парламентот, во партијата е разговарано за ова прашање и со оглед на тоа што вечерва го критикуваме здравството, меѓутоа има други ресори кои што се под критика. Дали сметате дека ќе биде доблесна владата, односно премиерот, навистина да направи промени онаму каде што заслужуваат министрите да бидат тргнати? Значи, премиерот Заев представува дел од извршната власт, ние сме законодавната власт и планот за реконструкција, односно за зголемување на парламентарното мнозинство е она кој што го конкретно на неговата агенда спроведува премиерот. Ние не сме конкретно вклучени во тоа кога ќе биде, како ќе биде реконструкцијата, меѓутоа во моментот кога неговите предлози за проширување на кабинетот или за некои ротации во ресорите дојдат во собранието, тоа сме отворени да ги расправаме сите, да ги разгледуваме заедно со опозицијата. Опозицијата веќе побара интерпелација на цела влада, не само на одредени. Не, во принцип мене беше многу забавно пред 2 недели, значи од 5 нежели колеги од СДСМ се обидуваа да е хвалоспеви. Јас и во паузата спомнав реминисценција некоја ми се случи мене. Хвалоспеви за цела влада, сите министри. За една недела ќе дојде 5 министри. Не знам кои ќе бидат. Вака се зборува по медиуми, анализи се прават. Дали ќе биде тоа министерот за финансии, за култура, за труд и социјала и така натака. Не во делот на проширување. Можеби Па велам спекулации. Видете на интерпелацијата видовте дека немате поддршката за. Добро, сега вие имавте 59 пратеници за владата и 3 кои што преминаа од коалицијата на ВМРО во коалицијата на СДСМ. Значи 59 бевте од СДСМ и од ДОИ. Така да, колега Дивовски, таа е лепена работа, лепена работа, но мене ми е многу интересно, толку хвалоспеви пратеници на СДСМ правевте на владава, толку се обидувавте убав печаток да оставите пред премиерот Заев, не знам како ќе ви биде, дали ќе ви биде непријатно по една недела кој ќе треба да објаснувате зошто менувате 5 министри. И кога ќе ви ги извадиме говорите кои што ги имавте пред 2 недели кога ја фалевте цела влада и сите ресори поименично, си имавте поделени. Не се работи за фалење, нели се конкретни проектите што беа донесени предоставени во закон и имплементирани, законот за стечајците кој имаше и дури дополна на истиот. 12.500 апликација, 2.500 одобрени решенија. Со една недела популистички предизбори носеше закон и опфатот на стечајци е многу сезонски ангажман на работниците ги одбива. Ама вие ветивте дека на сите без а сега 10.000 ги одбивате. За да го зголемиме офатот на стечајците, 10.000 ги одбив. Фала ви за плата, радиодифузната такса. Тоа се проекти за дебатата која што за жал немаше време да отвориме политички прашања, беше сконцентрирана на здравството. Се надевам дека вашата идеја ќе го има патот
во парламентот. Мене ќе ми биде многу значајно да се отвори дебатата, да се издискутира. И ние ја начнавме. Ние сме спремни за дебата и отворени сме да е демократија да сите иницијативи процесуираат преку собранието согласно деловничките прописи, да се разговара. Тоа е разликата меѓу. Да видиме изјавата на Нимец по средбата Димитров Годзијас во Виена. We've had quite a few meetings, so we know the issues very well. The two ministers speak with authority. We discussed the open issues between the parties dealing with the name issue. It was an intense discussion, very cordial in personal terms, and both sides are very dedicated to reaching a solution. The process will continue in the next weeks. И ова е крајот на вечерашната топ тема на ваша страна. Имате пријатна вечер.